Секоја година Mazda ни приредува некои изненадувања. Изненадувањето за моделската година 2020, која почна пред 2 месеца, е Mazda 3, но со новиот мотор од типот на Skyactiv X. Каков е тој мотор? Пред се тоа е бензинец, но неговата работа ги комбинира работењето на бензинскиот мотор и дизел моторот. Подоцна ќе имаме малку повеќе време да објасниме што значи тоа. Mazda 3 во својата нова изведба изгледа доста секси. Предниот дел со спуштениот нос, како и задниот дел со интересните групи на светла, даваат посебно чувство за автомобилот. Но, исто така, ќе морам да го употребам клучот. Гепекот е извонредно голем, можеби најголем во класата на седани од сегментот C. Има доволно простор за да се спакува цело семејство. Наш фокус ќе бидат перформансите и потрошувачката на новиот мотор, кого имавме шанса да го добиеме на тест, но и да извозиме доста километри за да имаме реални сублимати во врска со него. Првата генерација на подобрување на бензинските мотори Mazda ја направи со серијата Skyactiv G, која прилично ја намали потрошувачката на класичните бензински мотори. Но сега на сцена стапува потполно новата и долго најавувана, релативно долго, околу 3 години најавувана технологија, наречена Skyactiv X. Таа се однесува на бензинските мотори кои имаат револуционерен пристап во решевањето на нивното работење. Имено, тие го користат принципот на работа на бензинските, но и на дизелските мотори, а го употребуваат бензинот како гориво. Како функционира овој мотор? Во самите цилиндри се впрскува, односно се случува пилот впрскување, кое содржи осиромашена смеша на воздух и на бензин. Таа смеша внатре во цилиндерот ја пали свекичката. Со самото согорување на таа смеша се ствара зголемена температура и зголемен притисок во самиот цилиндер. И тогаш се случува вистинското впрскување, односно второто впрскување, кое има доволно содржина на воздух и се разбира повеќе гориво, за да биде запалена од самата температура која е во цилиндерот и од самата компресија. Така да главното согорување се случува поради компресија на таа смеша. Таа се пали и имаме реакција на клиповите. Иако работи на притисок, ова решение на работа на моторот е многу добро, бидејќи како прво е многу тивко. Еве, слушате, се слуша моторот, но ја нема онаа типична гласност на моторите, посебно на дизелите, кои работат со палење на смешата преку компресија. Второ, се добива многу поголема економичност, но и перформанса. Овој мотор има зафатнина од 2 литри и испорачува 162 конски сили, кои воспротивно од силата
се доста економични. Со Mazda 3 јас поминав негде повеќе од 600 километри и забележав просечна потрошувачка од 7,2 литри, што е извонреден податок доколку се земе во предвид дека е ова бензински мотор, има повеќе од 160 конски сили, доста време го возев во градски услови на возење, а впарен е моторот со 6-степена автоматска трансмисија. Тоа е податок за респект, бидејќи 7,2 литри бензин, тоа е за 2-литрен мотор, тоа е извонредно економично. Она што ми се допаѓа исто така во Mazda е можноста на спортско возење. Тука имаме прекидач кој означува спорт. Доколку него го активирате, преносот на степените на менувачот се случува на повисоки вртежи, но и самите амортизери се укрутуваат. Mazda 3, иако спаѓа во C сегментот, е просторна и многу добро опремена. Јас не најдов поголеми недостатоци во опремувањето, бидејќи ова не е ниту највисокото ниво на опрема. Но содржани се сите безбедносни како и конективни технологии. Па затоа во внатрешноста можете комотно да уживате во придобивките на јапонскиот инженеринг. Со цена од 31.500 евра, Mazda 3 не е меѓу поевтините. Напротив, таа со ценовната политика влегува во премиум сегментот. Но, рака на срце, мора да се каже дека и конструкторите на Mazda, како и дизајнерите се потрудиле да испорачаат премиум чувство и материјали во внатрешност. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Јас ве поздравувам до следната средба за 7 дена. До гледање.